Најчитаниот и актуелен домашен автор кај читателската публика во државата во посета на Кочанската библиотека Искра на отворањето на 14-тиот саем на книгата во Кочани. Милијана Павловска, домашна писателка и со своите романи најчитана меѓу младите, но и возрастните читатели. Во своите книги обработува современи теми. Таа се представи во библиотеката Искра и упати порака до младите автори кои зачекоруваат во водите на пишувањето. По жанрот се драма, љубавни романи, драма, каде што секој се пронаоѓа. Многу се богати со содржина, со ликови, со меѓусебни комуникации, помеѓу ликовите, контакти, разговори, има многу диалог, значи немам празни одови, се е действие, брзо се читаат и затоа луѓето толку многу ги сакаат. Па тематиката е иста, семејството мене ме интересира. Јас веќе завршив со пишување, имам уште 3 романи за издавање, заклучно со март 2021, бидејќи по 2 годишно издавам и доста е. Се испразнив затоа што за кратко време, од 7 години, јас напишав 15 романи. Тоа е навистина голема продукција и едноставно се изморив, се испразнив со други зборови, за да нема повторување. Човек треба да знае секогаш кога е на врвот да престане. До младите автори да не се откажуваат, ако доживеат прв неуспех, а носат во себе некој порив, да продолжат да пишуваат. Човек со работа се созрева, се кали и станува се подобар и подобар. За разлика од младите, јас почнав на возрастни години да пишувам. На 55 години напишав прва песна, која се викаше Пат, и со неа освоив прва награда на литературен конкурс на литератворни творци, просветни работници. И од тогаш како да ми се отворија патиштата. Инаку сајмот на книгата во Кочани беше отворен на 4, а ќе трае до 9 ноември. Книги се нудат од 15 реномирани издавачки куќи и граѓаните кои сакаат да ја подноват својата домашна библиотека со нова книга, може да го посетат сајмот и да си купат добра книга по саемски цени.